Каде се наоѓам? Очигледно дека е затвор. Јама полна со лава. Интересно. Не се ни сеќавам како се најдов овде. А и зашто сум заслужил да бидам овој затвор. Не ме ни интересира. Важно ми е во моментов сега да излезам од ова место. Това проклета јама со лава. Скали не изгледаат ветувачки. Се надевам ако успеам да стасам на нив дека ќе излезам надвор. Па ајде да пробам. Конечно успеав да излезам од оваа проклета пеколна јама. Се надевам дека слободата ќе биде позади оваа метална врата. Затворам оваа дупка. Да не влезе никој. А? Што поќе волите повторно сега? Кој пат да тргнам? Ке видам. Не сум сигурен, но секогаш одам по десната страна. Здраво на сите, јас сум Никола од NLJ MKD Channel. Ова е моја втора мапа што објавувам на мојот YouTube канал. Се надевам дека ќе ви се допадне, исто така како и претходната. Оваа мапа ја направив малку да биде по-авантуристична. Ова е мини паркур мап, Prison Escape. И сакам да ви дадам воедно и предизвик да пробате да поминете. Имам ревју на оваа мапа што ја пуштав по форуми дека е стварно многу тешка. Се надевам дека сте добри во паркури, дека ќе успеете и дека ќе го направите правиот избор за да отидете во слобода. Дали тоа ќе биде десната или левата патека. Нашиот пријател од видеото тргна по десната. Искрено не знам што ќе му се случи, тоа ќе треба да проверите сами. Со оваа мапа сакам не само што да ја објавам, туку и да ви направам предизвик на сите вие што имате YouTube канали. Ма и не мора да значи дека треба да имате YouTube канали за да го прифатите овој предизвик. Да се снимате како се обидувате да избегате од овој затвор и како ќе стасате до слободата. Ги предизвикувам сите. Значи сите што сакаат да играат Minecraft, поготово паркур мапи. Сите што имаат YouTube канали или веќе се во YouTube. Сега да не споменувам имиња од македонските јутубери. Ја ќе им пратам на поголемиот дел од вас линк од ова видео и од оваа мапа, да симнете и да пробате. Сега сме внатре во затворот. Затворот што го видовте на филмчето. Као што реков, ова е мала мапа, затоа ја нарекува мини-мап, но е поприлично тешка. Се надевам дека добро ќе се снајдете во бегање од овој затвор. Нема чекпоинт, значи ако паднете во лава, се телепортирате повторно на почетокот. Затоа сега ќе ви покажам како треба да стигнете до скалите. Нема повеќе од еден начин, значи постои само еден начин да стасате до нив. И као што рековме, се започнува од вашата келија. Отскокнувате до овие скали. Откако ќе се фатите за скалите, се качувате на оваа платформа и продолжувате до овој лебдечки мал затвор, келија, не знам како да го наречам. Од тука отскокнувате на овие другиве скали со другата платформа. И
од тука скокнувате на ова помала платформа овдека. Тука треба многу да внимавате, бидејќи ова е каблстон ограда, значи може да паднете, а и многу мал простор за да стоите. Треба да скокнете до оваа платформа што се наоѓа над зидот. Сега тука имате како мал избор, но морате прво да скокнете и да застанете на врвот од оваа дрвена ограда. Се ваш избор е дали ќе идете лево да го отворите овој диспенсер, во него има златни јаболка, или да скокнете до следната платформа која што ќе ве односи до платформата на зидот. Овдека ќе ви остава малку да се помислите како да дојдете до скалите. Се надевам дека додека го гледате видеото ќе ви дојде идеја како да го направите тоа. Но штом ќе успеете да дојдете до оваа Iron Trapdoor платформа која што се движи, гледате, да претрчате. Отскокнувате до оваа платформа овдека и гледате копчиња на зидот. Едно од овие копчиња на кратко отвара платформа која што излегува од зидот со помош на пистон и ќе ви помогне да стасате до оваа платформа што се наоѓа над затворската келија. Сега тука има еден трик со оваа метална врата, се надевам дека го знаете, кој што ќе ви помогне да отскокнете до следнава платформа. Сега истиот трик се применува и на оваа метална врата, но овдека имате pressure plate, што ќе ви го отежни тоа. Се надевам дека ќе се снајдете и ќе ве донесе до оваа платформа. Сега овдека треба многу да внимавате, зашто може да паднете поради оваа каблстон ограда овде. Отколку ќе успеете да доскокнете до овие Iron Bars и потоа до диспенсерот со златни јаболка, па повторно до оваа мала платформа, тука ве очекува една мистерија. Како да стасате до другата страна. Мистеријата е во самиот скок. Се надевам дека не ви открив многу и дека ќе успеете да сватите што е финтата за да доскокнете до овие Iron Bars. И штом ќе дојдете овде, треба да пазите да не се склизнете по скалите, зашто ќе ве врати на поприлично назад или ќе паднете во лава. Ако успеете да се качите по скалите нагоре, ве чека вашата слобода позади оваа врата. Сега тука како што реков, мора да направите избор по која патека ќе тргнете. Тоа зависи од вас. И сега ќе ви го прикажам крајот на мапата. Како што реков, една од овие патеки води до слободата. Ова е патеката што ве води до слободата. Овдека не може да идете натака, бидејќи има бариер блок кој што ве спречи од тоа. Ова е направено чисто заради естетика и оваа мапа да изгледа поубаво. Овој pressure plate ќе ви даде мало изненадување, а додека сакате повторно да пробате да поминете оваа мапа, ви оставив копче овдека. Тешко верувам дека некој би се осмелил да го направи тоа повтор пат, бидејќи е поприлично тешка мапа. Но се надевам дека има добри мајнкрафтери во Македонија кои што ги бидува за паркур. Ја не сум нешто по тоа многу. Затоа ќе покажам сега едно мало слайд шоу од слики од ова замда на затвор, што и да е. Важно е паркур мапа. И се надам дека ќе се допадне. Значи, на крајот на ова видео ќе повторам дека ве предизвикувам сите не само да поминете мапата, туку и да го снимете тој да го објавите на YouTube.
Па не знам дали сега да предизвикувам некој од овие македонски јутубери кои што се очигледно попопуларни од мене. Ќе ми ја пратам сите попознати. Се надевам дека ќе има видео. Јас сум од NNLJ MKD Channel. Peace out, се гледаме во следното видео.